За една недела ќе се знае владината стратегија за цените на 700 основни производи, изјави заменик министерот за економија Маријан Ристевски. За една недела ќе го имаме комплетниот резултат, посетени се многу објекти и ќе знаеме која економска политика понатаму да ја примениме и како влада и како министерство за економија и труд. Главен приоритет, бидејќи воениот конфликт веќе е при крај, заврши, очекуваме да цените паѓат или да не растат, освен ако има одредени, како да кажам, економски услови за тоа. Кои производи ќе бидат приоритетно намалени, Ристевски не потенцира. Самите анализи ќе кажат и ќе видиме во кои групи на производи има најголеми маржи и каде може да се симнат цените. Каде се оправдани, каде не се оправдани, каде има економска логика, каде нема економска логика, тоа ќе ја покаже анализата. Анализата ќе биде за брзо и ќе бидат известени и од Министерството за економија и труд и владата. Крајната цел на владата е следната. Таргет на владата до крајот на годината ќе биде да држи инфлацијата на едно ниско ниво, а и ако имаме малку поголема инфлација поради воениот конфликт, изголемување на енергенсите, транспортните трошоци, сировини и така таму, знаете дека инфлацијата е едно од најниските во регионот. Значи, Македонија покрај најефтини енергенси, тоа го каже Евростат, имаме и најниска цена на основните прехранбени производи во регионот и во Европа. Владините мерки треба да бидат баланс помеѓу пониски цени, но и грижа за бизнисот и економијата, без притоа и едните и другите на било кој начин да почувствуваат поголеми потреси, констатира Ристевски.